Добар ден, моето име е Иван Николовски, јас сум во Прилеп роден, имам 57 години и живеем преку 50 години во Германија. И сум загреен, интересиран за фудбал. Човеков што седи до мене, тој сам ќе се представи, тој е чист германец. Muss dein Name nur sagen. Ja, ich heiße Herbert Höckendorf, war lange Zeit selber Fußballspieler, über 50 Jahre, von der Jugend an schon, 35 Jahre Schiedsrichter und bin seit 8 Jahren, bin ich halt kein Schiedsrichter mehr. Also nur noch Fan von Mannschaften und gehe zum Zuschauen. To значи тој преку 50 години активно фудбал играл во аматерска лига. Herbert Höckendorf, 72 години има. 35 години активно бил судија во аматерската лига и сега пред 8 години, тоа значи кај 65 години си престанал, не е активен ни во фудбалот, ни за судија. Се интересира нормално за фудбата, за нивните лиги, за селска лига и за Бундеслига и тежок навивач е за Борусија Дортмунд. Всушност директен повод за нашава средба и за овој разговор со вас е вечерашниот настап на Борусија Дортмунд. Да, вечер ќе се игра. Мислам Борусија Дортмунд покажа дека има добра сила во Лига на шампионите. За жал, моментално се во Бундеслига, речено во Германија, се не се многу слаби, ама се доста слаби и на средина се наоѓа. Сегаш некогаш што во фудбалот не може да се објасни. Оти така играт двојно, мислам. Во Champions League добро играт, а во Бундеслига не. Се надевам и мислам дека ипак има добра шанса ако игра во Барселона вечерва, барем да земат еден поен. Значи нерешено да излезе. Да, нерешено, да. Што ќе ни кажете гостинот од Германија за ова гостување? Дали и тој е загрижен дека во ваква форма е во Бундеслигата Борусија Дортмунд? Du sollst ein bisschen was erzählen über wie du momentan die Borussia einschätzt in der Bundesliga, aber auch in der Champions League, wie du sie siehst in der momentanen Lage. Also ich würde sagen, Borussia Dortmund spielt sehr unbeständig. Man weiß vor keinem Spiel, kann man sie nicht einschätzen, ob sie in dem Spiel sehr gut spielen oder schlecht spielen. In der Bundesliga sehe ich nicht, dass sie noch auf die vorderen 3 Plätze kommen, so wie sie jetzt spielen. Vielleicht schaffen sie es, international noch zu spielen, aber wie gesagt, wenn sie international spielen in der Champions League, spielen sie meiner Meinung nach besser wie in der Bundesliga. Und wie siehst du das Spiel heute Abend? Heute Abend, ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund heute gewinnen kann. Also ich glaube eher maximal ein Unentschieden, dass sie einen Unentschieden schaffen. Und wenn sie einen guten Tag haben, dann können sie vielleicht gewinnen. Mit einem Torunterschied. Okay. Значи, тој се придружува на моите зборови што ги кажав претходно. Се согласува и вели тоа е некогаш сега моментално во таа фаза Дортмунд се наоѓа оти Нико Ковач пред едно месец дена ги презеде и може да ти изненади Борусија позитивно, а може да ти изненади негативно, ти не играт стабилно и константно како што треба. Појче не верува на вечерва во Барселона да победат, вика максимално со многу среќа еден поен да земат. Значи слично нерешено како што го кажав јас. Така ги свајча моментално Борусија Дортмунд. Vielleicht, ich schätze sie auswärts stärker ein momentan wie zu Hause. Значи вели дека надвор појаки се Дортмунд него дома што игра. Иван, вие сте родени во Прилеп. Да ни кажете дали тоа значи дека по некоја логика дека прилепчаните се многу загреани за фудбал и кај вас е тој случај?
Да, тоа е можда традиција, можда во крвта ние, не знам, може и така, како дете јас живеев, имав шанса некои години овде живеев, од прво до трето, во тоа време, 74 до 77, како деца, нормално се криевме под зидоене, кој че имаше јак фудбал со Пелистер, со Скопје и со другите екипи. И тоа ми остана и активно играв преку 40 години, играв активно фудбал, престанав, имав проблем после, на крајот имав, инаку немав проблем со здравјето, со коленото имав проблем и престанав, ама сум јак заинтересиран за фудбал. Сега мислам не сум толку како што бев загрен, одев на секоја утакмица на мој тим во Фирт, имам многу пати одено во Нимберг, во клуб, сум запознает со Сашо Чирич, го познавам, и то добро го познам, кој играше во тоа време. Имаше едно, само не знам како се вика, имаше и од Фирт, наше македонче во Фирт живее, тој исто и активно играше за клуб Фирт. И така, колку што дозволува времето да се интересирам, активен сум, одам, гледам, читам, слушам. Максимално. Сигурно сте многу добро запознати како се однесува еден навивач во Прилеп, загрен за фудбал, кога бега од нива заради победа, заклучува дујчав чаршија заради победа, ако се игра во среда или во сабота, кога победува победа, многу се радува, а кога губи победа, понекогаш и плачи, ако е тажен порез. Мислам дека не е само тоа кај навивачите за победа, мислам дека тој активен што е навивач со срце, со звук, со се и се што со сила, со облека, сегде и се радува, и боледува, и плачи тек некогаш. Така и во Германија има такви навивачи. Да, и во Германија тоа е тие се активни фен групи што ги викаме. Тие одат не само кога ќе се игра дома, туку надвор, значи тие екипата си ја пратат од Минхен за Хамбург, од Хамбург за Берлин, значи има такви исто многу малце да речам сега позитивно луди луѓе, фудбалери загреани, прегреани и значи истите случаи се исто и во Германија, мислам во странство општо, дека кога ќе играт твој тим, твојата екипа дома, нормално оставаш се, не се работи, немаш дујчан, нема нива, нема туту, нема ништо и заминуваш, нормално да си го гледаш, да го навиваш за твојот тим, како да му бидиш поддршка. Дали можете да се сетите кога најмногу сте се израдувале за овие 2-3 клуба што најмногу ги сакате, а кога и најмногу сте биле тажни? Да, имам често појдено во Борусија Дортмунд гледав, тоа беше сезоната 96-97, ко победија и Champions League и беа први во Германија. Играше тоа време активно едно наше македонче од Америка преселено. Тоа беше Кировски. Тоа ме радуваше, баш беше активен во тоа време. Поради него цела Македонија навиваше за тој клуб. Добро, ама има, види, посебност имаш Дортмунд, има, мислам, голем како фен бейс, што се вика, како што има Бајерн Мюнхен, не само во Баварска, не само во Германија, туку надвор од границите, и така има, мислам дека е втор клуб Дортмунд, што има стварно многу голем интерес и има навивачи во цела Германија и тек во Холандија. Значи идат луѓето од Холандија за да навива, да гледат, се интересира нормално. Ме радуваше за мојот клуб во Фирт, кога тоа беше 10-та на 11-та, кога појдеа во прва лига. Тоа се случи пред едно 60-70, тоа вие зборуваме, после првиот светски рат, тогаш беа добри шампиони со Нимберг, се менуваја кој да победи, кој најјаки беа во Германија. И тогаш ме радуваше многу, беше цел град во голема узбуна, сите беа за фудбалот тогаш, дали мали, големи, стари, така. А кога бевте најмногу тажни? Ами кој испадна пак во втората лига, ми беше баш жалоти. За бргу време се случи тоа?
за една сезона, то сакав да докажам дека за жал само успеја една сезона да изиграја во првиот лига, во Бундеслига што се вика, и испаднаја во втората лига. Исти ме прашање и за гостинот од Германија. Значи, кога бил најмногу весел за Борусија Дортмунд, а кога најмногу тажен? Also, du sollst deine schönsten Momente, wo du dich am meisten für Borussia oder mit Borussia gefreut hast, aber auch die traurigsten oder die nicht schönen Momente, mal, wenn es so aus dem Stegreif und wie du dich gefühlt hast. Also am meisten gefreut habe ich mich in den Jahren, wo die Borussia Meister geworden ist, wo sie die Champions League haben sie auch schon mal gewonnen. Mhm. Das waren natürlich Momente, wo ich mich sehr gefreut habe und in der Erwartung, dass das auch, wie bei Bayern München zum Beispiel, auch ein paar Jahre anhält, dass sie also Spitzenfußball international wie auch in der Bundesliga spielen. Aber leider hat sich das nicht so ergeben, sodass sie also später dann nicht mehr so gut waren, ich sag's mal. Aber trotzdem bin ich immer noch Fan, auch wenn sie mal ein schlechtes Spiel machen. Wie gesagt, gefreut habe ich mich, wo sie Meister wurden und international erfolgreich waren. Aber am meisten habe ich mich dann geärgert, aber in dem Jahr, wo sie ziemlich weit runtergefallen waren. Also das heißt, sie waren in der Nähe der Abstiegsränge in der Bundesliga. Und das war eigentlich das Jahr, wo ich will mal sagen, wo ich Angst hatte, dass sie wirklich absteigen. Also ich weiß nicht genau, wann das war. Es müsste... Okay. Ist schon ein paar Jährchen her, 10, 15 Jahre wird es schon her sein. Und da müsste ich mal nachschauen, wann das war. Aber da hatte ich wirklich Angst um die Borussia, dass sie in die zweite Liga absteigen. Sie haben sich dann in den letzten Spielen oder in der zweiten Halbserie wieder gefangen. Und da ist mir dann, ich sage mal, doch ein Stein vom Herzen gefallen. Океј, значи се радувал исто како што претходно што реков за ко беа во Champions League мајстор кога играле со Bayern München финал најдобри ко беа мајстори во Бундеслига и не знам точно неубави моменти му биле ко едно време Дортмунд играше па беа пред испаѓање. Значи се бореја за да останат во првата лига во Германија. Тој најгрди моменти, значи имал страв да не успеат да останат во првата лига. Кај Дортмунд му фалело, значи по негов поглед му фали како Бајан што секојаш на прво, второ, трето, максимално трето место. Тоа е кај Дортмунд само беше неколку години и после не се стабилни, не се константи. Дали прв пат доаѓа овде во Македонија, во Прилеп? Da, Prüfplatz. Ob du zum ersten Mal hier bist. Ich bin also das erste Mal in Prilep und wir haben in der Vergangenheit auch noch nie was an einer Fußballmannschaft Prilep gehört. Was ich jetzt nur wusste aus diesen Ländern hier unten, also Belgrad ist ja bekannt, die haben ja auch international gespielt, Zagreb, ja, glaube ich auch. Ja. Aber von Prilep selber habe ich jetzt das erste Mal gehört, okay. vom Ivan hier. Und ich weiß auch, dass die auch schon mal höherklassig gespielt haben, ne? Sind aber irgendwie nach unten abgerutscht. Ja. Und ich hätte mich auch gefreut, wenn wir hier ich muss mal übersetzen, sonst kann man nicht alles merken. Treba mnogo da mislim. Вака, прв пат е во Македонија, прв пат е во Прилеп. Нема досега слушнато за победа Прилеп. Значи од мене прв пат победа играше на меѓународна сцена 32 меча. За Белград вика тие тимови Партизан, Црвена звезда, Загреб. Со Парма, со Перуджа има играно. Има слушната. Со Хамбургер има играно. Да, и за Hamburg immer играно. Тие mit Hamburg haben sie auch schon gespielt. Океј. И тоа е, да. Значи прв пат слуша Дали сака да појде да види фудбалски надпревар тука во Прилеп? Hättest du Interesse, dass du ein Spiel von Prilep Pobeda mal siehst, also wie hier gespielt wird? Ich wollte das vorhin anschließen noch. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn in den 2 Wochen, wo wir hier sind, zu einem Spiel... Immer Interesse da. Immer interessiert, Fußballspiel zu sehen. Also, не ова сабота. Идната?
На Велиденска сабота се игра. Да. Па тама. Требало тогаш На И е тоа е Имприлеп. на 19-ти. победа Имприлеп со во Саса од Македонска каменица. okay. Се играат на Doma, домашен терен. Doma. Да. Zu Hause spielen sie, also könnten wir am Samstag in einer Woche spielen sie das Heimspiel und dann können wir hin. Готово, решено, ќе појдиме. Вчера поминавме со колата, само му покажав од кола дека е стадионот се гледа. Значи, погледот мора да биде свртен на кај фудбал. Да. Без фудбал Таму кај некако што не сега функционира. Пак денски еве си правиме муавет, шетаме, одиме, му покажувам нашата убава земја, какви природи има, какви антик работи, се го интересира плюс тоа. И нормално пак ќе збориме околу фудбалот. Голманот посебно вика за него е мислам најактивен и најдобар, најстабилен е. А инаку сега некој посебен да го дигни да речи ова е најдобар, освен Јулијан Бранд, најконстантно игра, мислам не само ова сезона, туку неколку сезони. Тие се тие играчи. Значи, да, тие екипата се е момите- фактора, не поединците. Да, Ekipata. Die Mannschaft ist wichtig, also als geschlossene Mannschaft, aber nicht jetzt einzelne Колективен Spieler. квалитет. Да, колективен, да. А вие? И слично, да, слично. Сега има овој Емре Чан, исто е за мене од постабилните, да речеме, а иначе, да. И плюс тоа многу се менува некој повреден, па друг ќе дојде, знаеш, му треба време да се уиграт и така. Ама некој посебен да речем ова, не. А за судењево да ми кажи, Да. кој е најдобар судија што тој го видел, што му се бенди се? Okay. Du sollst dich mal äußern, wenn du als Schiedsrichter so hervorheben kannst und möchtest, falls dich an irgendeinen erinnerst, an einen bestimmten, an einen guten Schiedsrichter. Ja, also ich würde sagen, vor 20 Jahren oder so kann ich mich gut an den italienischen Schiedsrichter erinnern, an den Collina. Collina ist der, das war ein sehr, Collina, ja, Da, pred 20 godini. war ein sehr guter Poslednjavaj. Schiedsrichter Da. und immer ganz ruhig und immer die Entscheidung haben, ich sag mal, zu Што му се 99. допадна? Was hat dir da gefallen? So die Entscheidung. Ja, die Entscheidung, die Ausstrahlung, die körperliche, also das ist ja auch ganz wichtig beim Schiedsrichter, dass die Spieler und auch die Zuschauer den Schiedsrichter akzeptieren, sonst Respekt haben, sonst funktioniert das alles nicht. Aber der hat eine Ausstrahlung gehabt, ne? Довербата е добро? Доверба, да. Und fachlich, was soweit wie ich das einschätzen kann, waren die Entscheidungen zu 99% in Ordnung. Ne? Тоа значи Колина му посебно му останал во умот, во паметот, како Иако многу, не суди. како многу јак судија, не само како судија, како јак човек, со позитивна енергија, ама и со суверена енергија, со респект измеѓу играчите и навивачите. Тоа не може така да се добие, туку мора да се заработи нормално. Него го бендисува кај Колина дека тој не видел во неговата кариера кај што свира, немал погрешено нешто да свири нешто или да измучка или нешто голема грешка да направи и затоа му останал тоа многу позитивно. И го бара, да, како експерт, мислам, стварно и мене посебно исто се придружувам. Колина беше јак судија, не само како судија, туку како човек, можеше со играчите посебно да прави муабет или некои акции да ги онади, значи комуникација. Некош и без зборови комуникација има, ама исто имаше акцептанц во цел свет и посебно од навивачите. Може и тоа обратно да се случи што се случило. За сите да бидат против судијата и крив него да ги извата. Кога играат тим македонски против тим германски, Сум за Македонија нормално. За помалиот? И за помалиот и за македонски клуб. Нормално. Да. Како го видовте на преварот помеѓу еден великан во фудбал од Германија против Македонија 1:2?
Тоа беше една голема радост. Мислам дека тука не само мене како фудбалер, мислам дека цела Германија имаше тога шанса да разбери од нашата земја, нашата мала земја. Затоа уше појче ме радуваше. Не само што победија, да, победија, ма покрај таја победа постана попозната, нормално. Значи, невозможното стана возможно. Да, баш денеска правевме муабет, или вчера правевме муабет исто за фудбало, за покалот германски. Прошлата недела Билефелд го тепаше Леверкузен, значи од трета лига Билефелд дома игра Арминија Билефелд го тепаше Леверкузен 2-1, по нормално по мое би требало 3 до 4-1 требаше да победат, од имаја стварно супер шанси и не дозволија и не му дадоја на Леверкузен да одигра и да заигра како што се навикнати, или луѓево како што се навикнати. Како што се очекуваше? Да, не се очекуваше тоа и тоа изненадно, значи преку 90 минути тоа беше фудбал за срце и за мерак. Гостинот од Германија, како го виде тој натпревар, тоа чудо, една малечка Македонија, за која многу не слушнале, да победи во Германија. Дали не му се веруваше дека Hast du das damals mitbekommen, dass Deutschland gegen Mazedonien mal gespielt hat und 2-1 verloren hat? Hast du das gehört? Ja, ich kann mich daran entsinnen, also dass das, ich sage es mal so, dass das mal passiert ist, das kleine Mazedonien. Und ich denke mal, Deutschland hat halt das unterschätzt. Ne? Und die haben eben auch in Mazedonien gute Fußballer, ne? Die gut spielen können. Und wenn man dann halt so ein Spiel nicht ernst nimmt, ich sag's mal so, dann verliert man dann auch gegen die Kleinen. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass Deutschland gegen kleine Mannschaften verliert. Значи, да, нормално разбрал дека таа мала Македонија, Германија голема фудбал нација, што се вика фудбална нација, победи и рече да, тогаш мислам дека германскиот тим не го зеде како за многу озбилно, дека мала земја со слаба екипа не планираше дека ќе изиграт како што треба да изигра и затоа и заслужено победи Македонија. Тоа е факт. Викаме не е и прв пат тоа и нема и сигурно да биде последен дека големиве фудбалски нации со мали кои ќе играат некогаш не го зема како озбилно и затоа че има изненадување и во иднина.